За што ќе говориме, нешто што е особено важно да го потенцираме, бидејќи додека едни фрлаат храна глобално, другите гладуваат, тоа го велат и светските податоци. Податоците на програмата за животна средина на Обединетите нации потврдуваат дека дури 17% од храната глобално последниве години завршила на депонија. 61% од фрлената храна на отпад потекнува од домакинствата, 26% од сервисите за производство на храна, 13% од продажните центри. Великденските празници се радост, но за многу семејства и грижа што ќе се постави на празничната трпеза. Статистиките покажуваат дека значаен број фамилии во Македонија остануваат со скромна, за жал, некаде се уште и со празна трпеза. На голем дел од нив банката за храна и оваа година им помогна да добијат оброк плюс. Веќе години и години наназад луѓето од банка за храна Македонија го прават тоа. Утрово во пресрет на великденските празници, во пресрет на деновите кога зборуваме за хуманост и за великденските трпези, разговараме со Душко Христов, основач и раководител на банка за храна. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Економската криза и поскапувањата во сите сегменти на живењето ја зголемуваат сиромаштијата, некако како кога зборуваме за сиромаштија како низврдо да тргнаа работите и после пандемијата, после ковидот, како се уште повеќе да се искомплицира. Но што тоа значи во број и граѓани кои што остануваат без оброк 2025? Добро потенцирате некои броеви, тоа се во светски рамки, нели знаеме како доаѓа сликата од информациите од секоја земја, посебно како еден сублимат на тие броеви, сигурно некој израчунал колку е тоа и точно е податокот дека најголеми фрлачи на храна сме ние домаќинствата, меѓу кои и другите таму што ги спомнавте, а околу подготовката за великденските празници како и секоја година, меѓутоа оваа година поготово, бидејќи мора да бидеме свесни дека не е само Македонија оно што ќе го кажам сега како криза, него тоа е во европски рамки, бидејќи ние сме членка на Европска федерација на банки за храна и во моментов се води огромна, да не речем голема, дури поголема од нормалната дебата, што со делот од вишоците храна кои што се јавуваат таму, бидејќи војната во Украина си го прави своето и да бидам искрен, над 80% од она што ние како банки за храна, односно ние сме мал дел што дури никако не помогнавме можеби на Украина, но директно, но од други средства и начини пробавме да целата таа храна се концентрира таму, бидејќи ја знаеме маката на тие луѓе, знаеме со што се соочени и едноставно Европа не може и не замижува и не ќе да замижи за тој феномен. Спуштајќи се кај нас во Македонија, таа криза во Украина, па претходно рековте и ковидот, па и економска и некоја друга криза или други кризи, прават да се зголемува бројот на баратели на помош во храна, бидејќи сме сведоци во секојдневието, изгледате како медиум и вие како медиум правите анкети помеѓу граѓаните вчера, завчера и па прашувајќи ги околу великденските празници, ќе видите колку е поборувачката, колку е критиката кон она што се вели скапи производи, скапа храна, можеме, не можеме да си приуштиме, што рековте ви, Иване, околу тоа што ќе ставиме на маса. Во Македонија жална е бројката, мора да кажам. Ако ние сме имале за великденските празници, ќе зборувам сега, сме делеле по 300, 400, 500 подготвени оброци од компании и ресторани што ни давале донатори во минатото. Денеска можеме да кажеме дека тоа е многу скромна бројка, можеби стотина оброци можеме да добиеме од одредени субјекти, бидејќи и нивниот обем на работа се намалил од тие причини. Не е само рестораните, тука се производителите, дистрибутерите, трговците, пред се маркетите. Значи се смалува количината, квантумот на храна која што преку нас ја споделуваме со докрајните корисници, а се зголемува бројот на баратели. Можам да кажам дека во Македонија таа бројка не се намалила од она што во изминатите 15 години ја кажуваме. Сме ја восстановиле при нашите, да речеме, при нашиот допир со крајните корисници, а тоа е дека околу 70-75.000 луѓе во Македонија имаат 2 до 3 оброци неделно. Тоа е една фрапантна бројка која што до сега никој не пробал да ја издебатира со нас, а ние, бидејќи ние допирајќи преку храната до крајните корисници, прашуваме по неколку прашања. Не сме до толку само ви храна, него да го прашаме и за можеби проблем со комшијата, но секако дека делот и одговори веќе ние година за година ги собираме и можеме да кажеме дека сме по мене
слободно ќе кажеме, на најголемата база на одговори на проблемите на самите граѓани. Ќе сакаме да ги слушнеме во текот на разговорот и нивните размислувања од она што барем ви го кажуваат вас од разговорите. Споменавте скапи производи, скапо секојдневие, но храна се уште се фрла. Какви се податоците домашни во однос на количината на храна која што завршува се уште на улицата? Видите, значи нашето општество е малку чудно општество, како општество. Од една страна велиме дека имаме најголема сиромаштија, можеби прва или втора или трета во Европа сме по тие показатели, но од друга страна па имаме огромни количини на храна кои што завршуваат. Никако да се намали количината на храна која што завршува на ѓубриште. Се намалуваат оние количини кои што се намалени и при увозот на одредени, да ги речеме, производи од страна на дистрибутерите, но еве за пример, на ѓубриштава не може да најдеме зетин, фрлен, брашно, шеќер и тоа. Основните производи не се фрлаат, се фрлаат оние другите кои што ние по нашите показатели, индикатори кои што ги на некој начин мериме, се пред се зеленчукот, овошјето, лебот, млечните производи и сувомесно. Купуваме повеќе од што ни е потребно? И тоа е оној дел што го вие спомнавте, тоа е она лакомото око на човекот да купи повеќе од тоа што му треба. А од друга страна па имаме намален квалитет на самите производи со кои што манипулираат и сите низ од производители до дистрибутери и трговци. Тоа е проблем. Значи, се намали квалитетот на храната, односно на производите, од една страна, и да речеме еден патиџан или пипер, тој не може да стои како понапред о некои си времења што постарите ги знаат, дека стоело и повеќе подолго време. Сега 2-3 дена тој ќе скапа. И од тој аспект, ние како граѓани наместо да купим, да бидеме искрени, на секој ќош имаме маркет. И сега од една страна купуваме кило патлиџани од кои што ни треба 3 патлиџани, другите ги фрламе. Значи, неодговорноста како општество, како луѓе, како семејства, настапуваме кон таа храна. Само ќе го кажам еден податок. Да речеме, ние сме горе-доле 500.000 семејства. Сакам да иритираме јавноста од тоа да размисли. 500.000 семејства. Ајде, знаеме некои отишле надвор од Македонија. Меѓутоа, еве 100.000 семејства можат во Македонија да си приуштат да набават храна, одредени прехранбени производи. Секој нека израчуна дека фрламе, сакале да признаеме или не, секој нека тие 100.000 семејства нека фрлаат храна во вредност од 50 денари дневно. А се случува. Некој пат сме купиле салама кој што коштал 250 денари, па сме фрлиле. Или лебот. На крајот на месецот тоа се 1500 денари. На крајот на годината тоа се 18.000 денари. 300 евра едно семејство фрла. 100.000 семејства по 300 евра се 30 милиони евра. Толку сме ние одговорни кон она како општество, како луѓе, како семејство. Од друга страна, ние веќе подолго време и кај вас сум гостувал, може би еден од првите медиуми каде што сме споделувале делот на законската легислатива во Македонија. И тоа ќе го проговориме подоцна, да. Така да, тоа се податоци. Од една страна велиме 75.000 луѓе кои што имаат мак. Скриената сиромаштија не е они што бараат помош или нашите листи што ги добиваме од Центар за социјална работа. Не се само тие листи на корисници, таму и до душе да бидеме искрени, таму и не се ни исчистени тие листи. Има луѓе починати. Не ќе да критикуваме тоа, меѓутоа самите тие треба да го поведат рачун околу тоа. И втората работа, скриената сиромаштија. Има луѓе кои што одат по улиците, ние не ги знаеме, а тој 2 или 3 дена не јадел. Така. Колку се грижиме за поединците во заедницата на кои сме им потребни, кога веќе ја споменавме искриената сиромаштија. Колку подаваме рака? Ова прашање го поставаме до колешката Елизабета Митрска, но оваа тема имаме линковски вклучувања секако до 9 часот. Елизабета, доколку се гледаме и слушаме, добро утро. Добро утро. Токму убаво кажано колку ние подаваме рака, а времето да се подаде почесто рака се празниците, посебно Великден, и поврзано е и со традициите, зашто во Прилеп конкретно да кажеме за Великден мора или по традиција се има од се по нешто. И благи, и солени работи, од храна се разбира, и месо, секако и традицијата да се прошета токму на самиот ден Великден со црвено јајце, секаде добиваме се почестени со храна. Но имаме вишок буквално при таква ситуација. Се колку е таа подадена рака и какви се примерите да се дарува
и храна, да се биде емпатичен и уште повеќе добродетелен, што би рекле. Само да кажеме дека денеска дознавме во последен момент невладиното здружение на жени преродба со поединци заеднички спроведуваат акција, се придружуваат од здружението и ќе даруваат јајца. Сега токму пред вапсувањето. Андреј Ивановски, теолог од Прилеп. Андреј, каква е ситуацијата, колку црквата пак се вклучува во ова да подаде рака? Благодарам за вашата покана. Најпрвин православната црква овој период, конкретно ова недела, која е последна недела од големиот великденски пост, прави служебно сеќавање на страдањата на нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој во своето спасоносно дело ја покажа својата љубов во својата најголема смисла и форма на зборот љубов преку својата жртва, и тоа жртвата на крст. И тој по тоа нели воскресна и затоа го славиме празникот Великден. И тој пример им го испрати, им го даде како заповед на своите апостоли. И по неговиот пример, тие го примеа примерот на сострадалништво и го пренесоа на сите останати нивни наследници, како што и ние, како што сме ние Македонската православна црква. Во нашата татковина Македонија, Македонската православна црква преку сите градови исто така прави такво сострадалништво, односно се соживува со маките и сострадањата на сите останати, не само преку своето торжествено празнување во празниците, но исто така се присеќава секогаш и на оние индивидуи, на оние семејства на кои им е најмногу потребна не само духовната помош, но исто така и материјалната помош, односно финансиската помош. Конкретно во нашата епархија, во Премспаско-Пелагониската епархија, конкретно во Прилеп, во Прилепското архиерејство на местништво, во трите храмови каде што се во Прилеп има поставено кутии каде што се дава прилог, односно се дава паричен прилог за оние семејства на кои што им е најпотребна таа парична помош и потреба и за храна, и за облека, и за сето така натаму. Тие кутии стојат до празниците, до крајот на празниците? Тие стојат до крајот на празниците, токму така. Во нив се собираат средства и потоа од собраните средства ќе им се дадат на оние семејства кои се најзагрозени. Овој чин не се прави само ова година, секоја година се прави, преку сите години, исто така имаше и за Божик. Таа пракса на дарување и сострадалништво со сиромасите и со нивното заедничарење према нив и нас, тоа е пракса на нашата црква веќе многу години. Сега од друг агол, колку се јавува, се зголемува емпатичноста, посебно за празниците кај луѓето и како тоа да се зголеми, да се подаде повеќе рака, што би рекла. Токму тоа е целта на овие на ова недела која викаме страстна недела, каде што се потсеќаме на страдањата и на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, во кој што ни даде пример, нели он не да го земеме неговиот пример и ние го земаме неговиот пример свештено. Тој ни даде пример, нели дојде да им послужи на другите оние што имаат потреба. Тој дојде кај сиромасите, дојде кај болните, дојде кај оние кои имаат најголема потреба и најголема мак. И земајќи го неговиот пример, така и ние треба да постапуваме не само како црква, туку индивидуално, како секој човек, како секоја личност, да постапиме според образот и примерот на нашиот Господ. Нели Господ она што ни го даде, што ни го даде како пример, ние земајќи го неговиот пример, ќе станеме подобни кон неговото спасение. Која е пораката за да бидеме повеќе со добра мисла и со емпатичност? Би рекол, еден збор што користат сите, сега модерно, хумани да бидеме човечни, по македонски збор, да бидеме заедно со луѓето и да ја отфрлиме нашата суетност, празнувајќи ги празниците егоистично, самите себе си, изолирајќи се во своите домови. Не, црквата го дава примерот на сострадалништвото, на љубовта према сите, бидејќи Господ според неговата заповед вика: сакајте се едни со други и така ќе ве познаат дека сте мои. И тоа е
ете еден наш рецепт како ние не само физички, туку и духовно да се прилепиме кон Бога и така насладени да го дочекаме нели празнувањето, најголемото торжество овие празници, односно воскресението на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Благодарам Ивановски, од филозофски аспект убаво кажано и практично ќе кажеме. Не е битно дали се празници, секој ден е добар за да се подаде рака, да се биде емпатичен и секако да внимаваме, како што отворивме темата, да не купуваме повеќе од колку што ни е потребно. Благодариме Елизабета Митреска, имавме во живо од Прилеп. Како вид на храна, господин Христов, може да се пренамени? Интересно прашање. Наша сестринска банка за храна во Австрија имаат своја лабораторија, една единствена е помеѓу нас, која што дел од производите пред се млеко, џусеви или разни други производи, речеме леб, во што може друго да се пренамени. Таму ни покажа млеко со изминат рок од неколку дена, нели, велиме дека е опасно. Од истото млеко се прави еден напиток кој што го освежува човекот, а има и дел кој што се прави како некој крем сирење. Каде швајцарците прават некои други. Меѓутоа таму тоа се богати земји кои што таа технологија кој што имаат може да си дозволат тоа да го прават. Кај нас се уште да пренамена на храната може да биде од млеко или од зетин, ако зетинот истече, може се надам технолозите нема да ми забележат, бидејќи не сум тоа, меѓутоа може да се пренамени во друг производ. Млекото и маслото, колку што сум слушнал, кај нас конкретно. Другите производи се со својот рок кој што треба да се почитува, но во Европа има и, кажуваат на англиски, дата до кога максимум може да се користи, меѓутоа тој производ треба да има своја декларација, на англиски го викаат best before date, значи до кога максимум може да се употребува, а тоа го дава производителот. Но се уште кај нас далеко сме од тоа, кој ќе спомнаме на ВХВ, ни фуши ги боли од тој податок и така. Кој има право на помош од банката за храна? Може ли да се пријават? Банката за храна работи исклучиво со центри за социјална работа, тоа го спомнав. Значи листите на корисници на социјална помош они не ги даваат. Но имаме уште два други начини. Нашите волонтери во Кавадарци, Битола или било каде се наоѓаат корисници на кои што им е потребна на лице места, бидејќи тоа се големи општини, големи региони кои што одат по руралните делови, каде што се огледува самата ситуација на семејството. Дури некои од семејствата во општина Кавадарци, може да кажам, благодарејќи на нас, нашите волонтери, кои што вредно работат, ги пријавуваат во центри за социјална работа. Значи, нашата прва адреса на прашување и кому да се даде е тоа. Но, кога некој навистина ќе, односно нашите волонтери, ние самите ќе видиме дека ситуацијата стварно не е најрозова, секако дека доколку имаме храна ги помагаме тие семејства, тоа е начинот на кој што не само ние, него и другите банки за храна широм светот работат. Ајде да видиме каква е состојбата во Струмица. Фондацијата Велиуса години назад поддржува голем број на социјални семејства. Во моментов подготвува чинам бројни великденски пакети за семејствата. Колку се на број, Ване? Колку семејства од Струмица, Василево, Берово, Пехчево, Дојран ќе добијат поддршка за празниците? Повеќе од 200 прехранбени пакети веќе се дистрибуирани до социјално загрозени семејства кои што се во југоистокот, но и во Беровскиот регион или кои што ги покрива фондацијата Елиуса од Струмица. Барем така истакна Наташа Василевска Трајчевска од оваа фондација, каде што беа приготвени или пак спремни подготвени пакетите со прехранбени производи кои што треба, односно завршија до социјално загрозени семејства за великденските празници. Ова не е прв пат фондацијата Елиуса да организира ваква хуманитарна акција или пак дистрибуција на прехранбени пакети за големите христијански празници, бидејќи сакаат едноставно да се спои заедницата и да подаде рака на оние на кои што им е потребна скромна трпеза за време на празниците. Инаку овие прехранбени производи се донација од поголем број на фирми од Струмичкиот
регион или пак од југоистокот, кои што донира прехранбени производи, а волонтерите на фондацијата Елеуса ги подготвуваат тие пакети. Она што ги едноставно ги жалат во фондацијата Елеуса, што секоја година или од празник на празник се зголемува бројот на домакинства кои што барат помош или било какви прехранбени продукти за празниците како што е големиот христијански празник кој што ни предстои Великден. Почнале со 100 домакинства на кои што помагале, да сега бројката се зголеми на околу 200 и повеќе, но пак радува фактот што и се зголемува хуманост, така и Струмичани, но и граѓаните од овој дел на регионот. Јас предлагам да ја слушаме Наташа Василевска-Трајчевска овде за и околу дистрибуцијата на прехранбените пакети до социјално загрозени семејства пред се за празникот Великден. Пакетите за среќа оваа година ги завршивме во најкус временски можен рок. Значи, за некои 4,5 часа беа спакувани над 200 пакети. Тоа е навистина макотрпна работа. Нашите волонтери беа вклучени со сите можни сили и успеавме за многу брз рок да ги завршиме пакетите. Вклучени од страна, нели од наша страна се волонтерите. Оваа година работевме по некој друг принцип. Значи, претходно имавме собирање храна по училиштата, собирање храна во маркетите, но оваа година практикувавме друг начин на работа, односно за прв пат применивме да испратиме директни барања до компании, до фирми, наши од Струмица и од регионот, кои за наша голема радост позитивно одговорија на нашите барања и донира многу од продуктите за овие пакети. Пакети беа испратени, веќе се испратени и доставени, значи, на територијата на цела Струмичка епархија, Струмичките села, околината, Ново село, општина Ново село, општина Василево, Пехчево, Берово и Дојра. Тоа беше уште поголема радост и среќа за нас, затоа што многу луѓе се јавија, не исконтактираа кои во порака, кои на телефонскиот број на Елеуса фондација и се понудија да донесат продукти за подготвување на великденските пакети. Значи, навистина, ова е голема работа, значи, сепак некако сме успеале да повлијаеме на општеството и на нашите граѓани, штом интересот е толку голем. Се менуваат. Тоа навистина не радува дека луѓето се менуваат и проработува хуманоста во поголем број од граѓаните. Интересно е тоа што ете и овај топлиот оброк кој го делиме. Луѓево се навикнаа дека наместо да поделат да раздаваат по гробишта, многу често се евуваат тие оброци наместо храната да ја оставаат по гробовите на починатите блиски, тие се понудуваат тоа да го донесат во Елеуса фондација за да се поделат оброци на луѓето кои што се гладни. Тоа е навистина голем минус за нашето општество, да речем. Затоа што ние се надевавме дека кога ќе почнеме од одредена бројка, таа бројка ќе се намалува. Почнавме со 120, 130 пакети, ние сме дојдени до над 200 пакети. Тоа за жал укажува дека нешто не е во ред со нашето општество, дека луѓе се повеќе има луѓе кои што се гладни и не може да се их дозволат соодветна трпеза, барем за празниците. Не можеме да претпоставиме што се случува во текот на обичните денови. Им посакуваме, значи, сите да го поминат во мир и љубов, затоа што е ова еден од најголемите христијански празници покрај раѓањето Христово, воскресението Христово. Посакуваме сите да поминат убаво како што еве се потрудивме да поминат и нашите штитеници на кои што им доделивме пакети. И апел нормално до сите граѓани. Сите, во сите акции, колку што може да се вклучат, да им помогнеме на овие луѓе. Било со храна, било со вработување, било на кој начин да ја покренеме свеста дека околу нас има луѓе кои имаат потреба реално имаат потреба од помош. Не само од храна. Расте и бројот на волонтерите и многу сме среќни за тоа што овие луѓе работат со исклучителна радост и посветеност и затоа се случи ова што се случи овој пат, да се спакуваат пакети за не помалку од 4,5 часа, што е невозможно. Верувајте дека е невозможно. Тие пакети сме ги пакувале по 5-6 дена, 4 дена, нели како растел бројот на волонтерите, се намалува и деновите, но овој пат беше ова еден наш личен рекорд на групата волонтери на Елеуса.
Наташа Трачевска од фондацијата Елеуса, кој што секако и донираше и јајца кои што се од социјално тралибите категории на граѓани. Имено фондацијата Елеуса би сакал ушто да го спомнам, секојдневно дели топол оброк за сите граѓани кои што не можат да набават, а таа бројка секојдневно изнесува околу 100 домакинства. Студио. Благодариме Ване за информациите. Продолжуваме на истата тема, се разбира, со гостинот во студиото. Душко, она што треба да го споменеме, го кажавме, мислам дека на почетокот на разговорот, е дека нашата банка за храна е членка на Европската банка, во која што членуваат околу 420 банки за храна. И сега ајде да ни кажете само како функционира овој ланец во светот, за да можеме да направиме некаква паралела со дома. Ланец во светот функционира на принципот секој вишок или храна со тесен рок на употреба, во одредени земји има закони, значи и платформи, каде што сега ги викаат платформи, на времето беа системи внатре во самите институции, каде што сите тие вишоци на храна, дали од производители, дали од дистрибутери или од продажните места, се најавуваат, банките за храна или од таа платформа ја преземат, или од самите, да ги речеме, големи донатори, односно каде што се јавува тој вишок на храна. И после тоа врз база на они што го рековме, и таму се списоци, мора да има список, мора, да речеме, во една Италија се добива ID картичка која што секој корисник кој што е, мора да покаже да ID картичка, се отчитува и тој систем, тој доаѓа во централата, да речеме, на нивното Министерство за социјална политика. За кој што и ние се залагаме тука веќе подолго време. Значи, секој вишок на храна се најавува неге, дали на платформа во систем, дали до самите банки за храна. И се превзема, како што гледаме на телевизија, кај нас тука ние пакуваме пакети, што е многу подобро. Меѓутоа, во одредени моменти имаме толкави количини да не можеме да чекаме, ако сме сега добили храна која што има една недела рок на употреба, да чекаме да некој да ни донира зејтин или шеќер, па да носиме. И кај нас почнува да се случува, минатите години сме добивале големи количини на, да речеме, едните исти производи кои што сме ги споделувале со нашите партнери. Само да кажам дека ние не можеме сами. Имаме партнери во 15 градови во Македонија и секоја донација во рамки на можностите, сега донација се споделува со најблизиот субјект, односно партнер организација. Кај нас исто така, ние се трудиме да го пратиме тој тренд, да го речеме, тој систем кој што владае не само и кај нас, владае и во Африка има банки за храна, и во Азија има банки за храна. Така да, тоа е мотото, значи и начинот на кој што ние мора да бидеме внимателни, секогаш да внимаваме на секој појавен вишок на храна, да можеме катадневно да го изземеме и да го споделиме до крајните корисници. Примерот, ја споменавте Италија, би го споменали примерот со италијанската банка за храна, е нешто што треба да се преслика во секоја земја. Таму е донесен посебен закон за нефрлање храна. Таму викаат Самартанијан ло, значи законот на Самартаните. Да. А кај нас е во драфт верзија. Така. Баш со колешката ваша, се сеќаваме уште пред 2 години кога гостував, бидејќи сум ваш редовен гостин. Веќе не знам кој пат поред го зборувам. Да, веќе 6-7 пат. Од 2019 година ние бевме дел од работната група, па донесовме еден драфт закон, па го поднесовме на претходната влада. Стоеше години нешто, некако успеавме да го извадиме од некоја фјока негде кај минатата во мај месец пред изборите 2024 мислам беше. Па ги организиравме министрите трите во тоа време земјоделие, труд и социјала и животна средина, бидејќи имаше една недоразбирање помеѓу нив самите. Се предлага во самиот закон, кој што го реков, да постои систем оператор кој што ќе се грижи за секој вишок на храна, собрана храна, појавена во етерот, но и кој што ќе се грижи за неговото споделување. Застана тој закон, да бидам искрен, ние планираме да се обратиме до новата влада. Чекахме прво 100 дена, па чекахме да видиме, па се случи сега Кочен трагедијата, но секако дека мислам, убедуван сум дека ние сме обврзани да се представиме, да го представиме, ја представиме целата заложба за да се донесе еден таков закон. Донесувајќи го законот многу полесно и самите донатори ќе има, бидејќи има голема недоверба од самите донатори во храна, бидејќи се случуваат и неубави работи од типот на одредени организации или иницијативи да дел од храната што ќе добие препродадат. Значи, и тоа го нарушува и оној мал, да го речеме, углед како организации скромни што сме, да го на некој начин
оправдаме нашето постоење кон тие на кои што се потребни. Ајде се надеваме дека во периодот кој што престои ќе добиеме една позитивна вест во однос на законот, со сама на крај на разговорот. Колку е важно локалните самоуправи да се дел од целата оваа приказна? Имате ли соработка со некои од локалните самоуправи? Ќе бидам истина, значи за своите граѓани? Да, со локалната самоуправи имале соработка со 12 нив, со текот на времето како што се намалува донациите, така и некако се олабавуваше таа соработка. Со општина Центар имавме 6-7 години, каде што на месечна основа деливме по 150 пакети. Во моментот остана општина Кавадарци, каде што господин Митко Јанчев даде и дури простор и едно постаро возило за дистрибуција на храна, што е за нас многу значи. Локалните самоуправи само треба да го прифатат системот. Ние никогаш не сме барале преку леп погач, што велам, но секогаш сме нуделе соработка кој што се нудиме, потураме наш грб да помогнеме во делот на дистрибуцијата, бидејќи веќе знаеме како до крајните корисници во таа општина. Благодариме за гостувањето. Секако важна ни е работата и емисијата на Банката за храна Македонија, така да ќе се видиме повторно, да имате убави празници, вие и вашето семејство, а за брзо се гледаме. Благодарам на вас и 15 години е период кој што е измина за нас. Зарем толку помина веќе? Да. Како лета? Благодарам. Благодариме. Благодариме.